Дозволете ми да ви честитам. Навистина сите се потрудивте многу проекти стигна. Во вкупна вредност проектите се од околу 14 милиарди денари. И кога на тоа ќе се додаде и она што беше од првиот повик, тогаш доаѓаме до некоја бројка од 20 милиарди денари, или во вкупна бројка од околу 1200 проекти. Тоа значи 1200 градилишта, тоа значи 1200 објекти или пак игралишта или пак било каква содржина која што ќе им биде потребна на граѓаните и која што ќе додаде вредност во квалитетот на нивните животи. На средба со жителите на Центар, кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски разговараше за урбаните предизвици и можностите за развој на оваа централна градска општина. Центар е лицето на Скопје и токму затоа ќе се потрудиме тоа лице да биде достоинствено, современо и чисто, истакна Ѓорѓиевски пред присутните граѓани, додавајќи дека сите нивни барања внимателно ќе бидат вклучени во новата програма. Тој нагласи дека приоритет ќе биде хигиената, соопштувајќи дека ќе се вложи во редовно одржување на јавниот простор. Воедно најави решенија за намалување на сообраќајниот метеж преку паметни и ефикасни сообраќајни решенија, како и развој на урбано живење по мерка на човекот. Имаме визија и план не само за Центар, туку за цело Скопје, изјави Ѓорѓиевски, потенцирајќи дека конечната цел е Скопје да стане модерен град со кој ќе се гордеат и жителите и посетителите. Поранешната министерка за екологија Каја Шукова, актуелна подпредседателка на СДСМ, ќе биде кандидат за градоначалник на Скопје од редовите на опозицијската партија, дознава прва скопска телевизија од високи партиски извори. Иако вчера архитектот Мишко Ралев, име кое се спомнуваше како можен кандидат, најави дека останува во партиската трка за кандидат за прв човек на градот, сепак неофицијално врвот на партијата одлучил дека Шукова има повеќе шанси за успех. Со 352 милиона денари за капитални инвестиции за 24 проекти, општина Ѓорче Петров го започнува историски најголемиот инвестициски циклус, најави градоначалникот Александар Стојковски преку социјалните мрежи. Според Стојковски, во следниот период ќе се градат и реконструираат повеќе улици, ќе се гради нова детска градинка во село Новосело, ќе се доградуваат училници во училиштата Димитар Поп Георгиев Беровски и Јоаким Крчовски, а ќе се работи и на нови јавни површини и плоштади. Отпочнавме целосна реконструкција на улицата Милан Зечар во Стар аеродром, информираше преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митески. Според Митески, ова е многу значаен проект во висина од над 20 милиони денари, кој опфаќа 3 оски од оваа улица кои минуваат низ Стар аеродром и кои се многу фреквентни. Тој додаде дека во наредниот период ќе се уреди и пристапот до објектот Црвенкапа во рамките на детската градинка Срничка, со што значително ќе се олесни згрижувањето на дечињата. На собери со граѓани од општина Карпош активен е и кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Сотир Лукровски, кој вечерва во 19 часот ќе оствари нова средба во паркот Фонтана во непосредна близина на трговските центри Лептокарија и Сити Мол. Тој вчера најпрво се дружеше со пензионерите од Карпош во комплексот Македонско село, а навечер имаше средба со жителите на Козле. Многу разменети идеи и предлози со една цел – поубав и похуман Карпош. Тука живеат луѓе со визија, срце и искрена желба за подобра иднина, изјави Лукровски. Во рамки на активностите за подобрување на комуналната инфраструктура, од општина Илинден објавија дека во употреба се пушти пумпна станица и спојна колекторски систем за Илинден и Марино. Градоначалникот Александар Ѓорѓиевски посочил дека изградбата на овој препумпен уред, кој е опремен со 3 потопни пумпи специјално дизајнирани за транспорт на отпадни води со висока ефикасност и сигурност, представува еден од најмодерните и најнапредните пумпни станици во општината.
Како што информираа денес од Центарот за управување со кризи, во Скопје и околината веќе нема активни пожари. Засега како проблем остануваат пожарите кај селата Джимидирци, Крушје и Ванковци во општина Велес, во Македонски Брод и на подрачјето меѓу селата Црешнево, Локвица, Крапа. Од ЦУК информираат дека пожарот кај селото Николич во општина Дојран е ставен под контрола. Турнир во мал фудбал во Кучевиште за во сабота најави градоначалникот на Чучар Сандево Сашко Комненовиќ. Тој на својот Facebook профил најави и културно-музичка програма со пејачите Петар Митич и Јелена Проле. Во рамки на Скопско лето, в сабота на малата сцена на Македонскиот народен театар, премиерно ќе биде изведена представата Лов на дива свиња, под текст на црногорската писателка Марија Сарап, а во режија на Наташа Поплавска. Представата е копродукција помеѓу МНТ, Градско позориште од Подгорица и Сдруженијето за развивање на уметност и културна соработка Арт Медија од Скопје и е прва соработка по потпишаниот меморандум за продлабочување на културна и уметничка размена меѓу Македонија и Црна Гора. Во представата играат актери од двете земји. Земјотрес се почувствува синоќа во Скопје. Како што соопшти од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, епицентарот на земјотресот поттекнува од територијата на Косово, а бил со јачина од 2,6 степени по Рихтер.